Планета на вистината. Страницава што следува препишана е од учебник по историја за училиштата на планетата Мун и раскажува за големиот научник по име Брун. Запомнете дека таму сите зборови завршуваат на ун. Например, не се вели луна, туку лун, не бакрданик, туку бакрдун и така натака. Еве е таа страница. Пронаоѓачот Брун живеел 2000 години. Сега е конзервиран во еден фрижидер, од кој ќе биде размрзнат по 49.000 векови и одново ќе заживее. Кога ја измислил машината за правење ѕуници, бил уште пеленаче. Машината работела со вода и сапун, само што наместо обични меури слагувале ѕуници од секаков размер, кои можеле да се оптегнат од едниот до другиот крај на небото и се употребувале за многу работи, например за сушање алишта. Во забавиштето, играјќи си со две прачки, тој измислил дупчалка за правење дупки во водата. Тој пронајдо рибарите високо го оцениле, зашто го користеле за убивање на времето, посебно кога не јадела рибата. Во прво оделение измислил машина за скокоткање круши, тава за пржање мраз, кантар за мерење на облаците, телефон за разговор со камењата, музикален чекан што свирал прекрасни симфонии додека со него ковеле шајки и пронашол уште многу други интересни работи. Ке биде долго ако ги редиме сите негови пронајдоци. Ке го споменеме само најпознатото – машина за кажување лаги што работела со жетони. За секој жетон можеле да се слушнат 14.000 лаги. Машината ги содржала сите лаги на светот, оние што биле веќе кажани, оние што луѓето сега ги измислувале и сите други што би можеле да се измислат понатаму. Откако машината ги искажала сите можни лаги, луѓето биле принудени секогаш да ја зборуваат вистината. Затоа нашата планета Мун ја викаат уште и планета на вистината.